За денеска извадоци од Библијата, поконкретно од првото и второто послание на светиот апостол Павле до Коринќаните. Пред да преминам на читање, да прецизирам дека Ахаја е цела Грција како римска провинција со главен град Коринт. Прво послание. Од Павла, повиканиот апостол на Исуса Христа по волја Божја и од братот Состен, до црквата Божја во Коринт. Од домашните на Хлој чув за вас, браќа мои, дека помеѓу вас имало карање. А ова ви го велам затоа што еден од вас вели, јас сум Павлов, друг, а јас сум Аполосов, трет, јас сум на Кифа, а друг, јас пак Христов. Па зар Христос се раздели? Дали Павле беше распнат за вас, или пак во името Павлово се крстивте? Зошто Христос не ме прати да крштевам, туку да го проповедам Евангелието. И тоа не со премудри зборови, за да не ја изгуби силата крстот Христов. Бидејќи словото за крстот е безумство за оние што гинат, за нас кои се спасуваме сила Божја. Зошто е напишано, ќе ја погубам мудроста на мудрите и ќе го отфрлам разумот на разумните. Оти и јудејците сакаат знаење, а елините бараат мудрост. Ние пак го проповедаме Христа распнатиот, кој е за јудејците соблазна, а за елините безумство. За повиканите пак, како јудејците, така и елините, Христа како Божја сила и Божја премудрост. Зошто она што е безумно за Бога, помудро е од луѓето, и она што е за Бога немошно, посилно е од луѓето. Второ послание на светиот апостол Павле до Коринќаните. Во врска со помагањето на светиите, сметам дека не треба да ви пишувам, зашто ја знам вашата ревност, за која се фалам со вас пред македонците, дека Ахаја приготвила помош уште од лани и вашата ревност поттикна мнозина. А браќата ги испратив, да не би нашата пофалба за вас да излезе овој пат напразно, туку како што зборував, бидете приготвени. Па ако дојдат со мене македонци и ве најдат неприготвени, да не би да останеме посрамени ние, за да не велиме вие, откако ве пофаливме со таква увереност. Затоа сметав за потребно браќата да ги замолам да дојдат лично кај вас и да се погрижат порано, така што најавената ваша милостиња да се покаже како плод на благослов, а не на лакомство. Еве, по трети пат се готвам да дојдам при вас и пак велам, нема да паднам на ваш товарот, јас не го барам вашето, туку вас, децата не се должни да собираат богатство за родителите, туку родителите за децата. За крај, остри опомени за покајување. Ова е трет пат како веќе доаѓам при вас. Од устата на двајца или тројца сведоци ќе се потврди секој збор. Порано реков и велам, како кога бев по втор пат и сега, кога не сум при вас, им пишувам на оние што порано погрешија и на сите други, дека кога ќе дојдам пак, нема да штедам. Вие барате докази за Христа, кој зборува во мене. Он не е бесилен меѓу вас, туку е силен меѓу вас. Од иако во слабоста распнат, он е жив по силата Божја, бидејќи сме и ние слаби во него, но ќе бидеме живи со него, преку силата Божја меѓу вас. Испитувајте се сами себе, дали сте во верата, сами испитувајте се, или не сте свесни дека Исус Христос е во вас, освен само ако сте недостојни. А за нас се надеваме дека ќе разберете оти ние не сме недостојни. Му се молиме на Бога да не направите никакво зло, не да се покажеме ние како достојни, туку вие да вршите добро, а ние како недостојни да останеме. Оти ние сме силни не против вистината, туку за вистината. Се радуваме кога ние слабееме, а вие јакнете, а затоа му се молиме на Бога за вашето усовршување. Овие работи ви ги пишувам, не наоѓајќи се при вас, па кога ќе дојдам при вас, да не употребам строгост, според власта која ми ја даде Господ за издигање, а не за растурање. И така, браќа, радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир и Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас.